Првата новогодишна седница на Комисијата за урбанизам при Советот на општина Штип донесе жестока дебата за висината на комуналната угостителска такса. Со оглед на долгото присуство на пандемијата, мнозинството советници побараа плаќањето за користење на јавната површина од страна на угостителите од 15 да биде намалена на 5 денари по квадратен метар, односно за 70% помалку. Се предлага ова тарифата што беше 15 денари во зимскиот период од 15 октомври до 15 април, кој изнесуваше 15 денари, да се намали на 15 денари, на 5 денари, кој ќе важи до 15 април. Поради овие причини, мислиме да заради ова ќе се изврши олеснување на давачките кои ги дава, кои се со трошковите кои да и се намалат на угостителските објекти. На ова бурно реагираа советниците на ВМРО ДПМН кои сметаа дека угостителството и без тоа е најпогоден сектор, поради што предложија ослободување од плаќање од оваа такса до 15 април. Во овој период тие не само што не екзистираат, немаат профит, туку имаат и огромни загуби. Така да мислам дека ако сме совет кој што реално гледа на работите и совет кој што се грижи за граѓаните и за угостителските објекти, бидејќи во оваа фаза, знаете, велика работат до 18 часот и многу малку имаат можност за користење и промет немаат, дури имаат отпуштање на вработени. Различниот став во еден момент ги подигна тензиите на седницата на оваа комисија, па дискусијата изгледаше вака. Колку да е, секој динар е битен за тие луѓе. Тие луѓе не се на терет на државата и екзистираат толку. По тие угостителски објекти со вработените да не бидат на терет на државата. Значи ние во најтешкиот период, кој има они најголеми проблеми, кај што отпушта и од работа своите вработени, ние тогаш не дававме никакво ослободување и сега затоа Ослабени се до 36 со начало отпуск. Значи ти пак не слушаш. Значи зборам цело време од 1.7 до 31 декември не се никако ослободени. Сепак, на крајот, надмоќта на мнозинството ја изгласа предложената одлука според која штипските угостители до 15 април за користење на тротоарите ќе плаќаат по 5 денари за метар квадратен.